Мислам дека сме во етер, не знам дали сме во етер. Успеавме да се телепортираме безбедно, честно во спортски центар Борис Рајковски и Роберт и Ангелина да не ги овозможат овие пинг-понг простори повторно, каде што можете и рекреативно секој пат да си спортувате, да си договорите термин со ваши пријатели и да уживате во овој спорт за кој што ја велам дека му треба дополнителна возбуда и провокација во медиумскиот етер, па и во светот, ама тоа ќе го создадеме секако по оваа игра која што ќе имам со Роберт Михајловски. За почеток да дадеме едно интермецо во Борис Рајковски, наум кате скандирате. Роберт, дали сме подготвени? Може, како првите шампиони на World Table Tennis. Да, може. Значи, од оде сервирам? Може од каде сакате, Ајде, повесме. одиме. Така е. Така е. Заслужувам честитки, така? Честитам, одлична игра. Ајде сега една со Ангелина, се извинувам. Со сите апаратури се до сега. Ајде Ангелина, можеме. Ова многу помага, да знаете. Скандирането помага. Да ви кажам, не сум заборавил уште од средношколските денови, првпат фаќам пинг-понг палка. Не, ве лажам, се сеќам пред неколку години мој пријател ме предизвика повторно да одиме во овие простори за да можеме да така да се рекреираме, да си вратиме некои добри спомени. Да не заборам, Роберт Михајловски, председател на судиска комисија на Пинг-понг Федерација на Македонија, Ангелина Ивановска, член на судиска комисија. Добри сте ми? Одлични, фала. Да, добар ви ден, добро дојдовте у нашиот спортски центар на наша моментално плава маса, пинг-понг маса, омилена маса за дружење и за спорт и уживање во овој спорт. Супер. Мора да ви кажам дека прилично топло е некако во просторија. Изгледа премногу сончеви зраци влегуваат. Не сме на таа страна, од оваа страна влегуваат сонцеви зраци, така да овој дел од салата, овој дел од денот е потопла малце од обично, така да. Али е добро. Мислам, потењето е здраво, така барем заклучиле доктори. Дефинитивно дека јас и вие сега си правиме едно курс интервју, во моментот се случува еден надпревар на младинците од фудбалери кои што се наши следни звезди, ама да збориме сега за минатиот викенд. Имав прилика на 8 септември да бидам токму на сината токму тука во рамки на World Table Tennis, каде што се одвива навистина неколку надпревари. Траеше тоа од 7 до 11, ако не се лажам. И честитки уште за организацијата. Јас искрено не знаев дека се случува таков голем настан, затоа велам дека треба малку поголема популаризација можеби на пинг-понгот во Македонија. Сега низ ваша призма би сакал да прашам како поминаа веќе овие неколку дена, како светот оцени нели за broadcasting live или пренесувањето на живо и генерално преварите како беа? Добро, ајде да почнеме од самата организација. Сега кога пројде ивентот, можам да кажам беше болно, но задоволството е огромно. Првпат го правиме во Македонија. Влеговме на онаа карта. World Table Tennis е организација, така е, да. Организација која што ги презема, направи договор со Светската пинг-понг федерација за организација на овие ивенти, како за млади, така и за сениори. Овој ивент што го имавме кај нас се вика Youth Star. Contender? Да, Contender. По самото име кажува дека ги прибира 32 најуспешни или најдобро рангирани млади момчиња, девојчиња во категории под 15, под 19. Значи, лимитиран бројот на учесници на 32. Се пријавија, не знам, од секоја категорија по 50-тина, некаде 60-тина, се направи селекција од најдобро рангираните и нормално, како домаќини, имавме можност да оставиме, не би знал на македонски wild карта да го преведам, значи 2 места слободни кои што му се даваат на организаторот да стави своји учесници нормално. Валидна карта, така ќе му да некако. Па така некако. Приемна карта. Ајде, да. Некако да. Да, како го, 2 слободни така. места во сите категории за наши учесници, така да еве и нашите, иако не се рангирани толку високо на светската младинска листа, да имаат можност да ги одмерат силите, да ги видат, да се подружат со овие идни звезди од светот, кои што се да кажам
Ветерани веќе во Па спорт, така? во овој спорт сигурно се долги години и начинот и пристапот кон нив е професионален. Значи, еве сега ако се вратиме само од самата организација, ние имавме можеби 9 месеци претходно време да го организираме турнирот. Некако брзо пројдоа, среќа имавме да кажам одличен тим и прилично флексибилен. Значи главно беа тука претседателот и подпредседателот на федерацијата, нели, Тиловски и Рикаловски, Горан и Златко. Натре беа Александар, колегата кој што беше од Јовановски, кој што беше одговорен за целиот медиумски пристап и целата техника поврзана за самиот. Естетски изгледаше буквално како на светските пренесувања, буквално, мора да забележи. Естетскиот дел му беше доделен да го води колегата Филип Младеновски од Штип. Он го водеше, го организираше и го реализираше тој дел околу самата естетика внатре во салата. Ангелина беше тука исто во потесниот кор тим кој што се движеше за организација, акредитација, организација на волонтерите, бидејќи голема благодарност до дечињата волонтери кои што стварно имавме огромна Обезбеди една хубава, можеби... Да, обезбедија играчите и делегациите се чувствуваат пријатно, да ги имаат сите информации, да им помогнат во секое време, така да голема благодарност до нив и нормално до вработените во овој прекрасен спортски центар, значи како одделот на самата организација и подпишување на договора, значи директорот на оваа сала Диме Жоговски во делот за припрема и се тука како и нормално Јован со својот тим оперативци кои што дневно решававме проблеми и се случува на турнир. Значи турнир како турнир, прв пат го правиме, имавме можност, имавме менуел како се прави, имавме можност да прашаме. Може би бидејќи прв пат правиме, не знаевме што да прашаме. Значи прашувавме се што, останаа работи кои што увод ги решававме и ги средивме и драго ми е, бевме прилично флексибилни, така да Мислам дека ќе се сложиме сите дека понекогаш кога работиме под притисок се случуваат, па на крај исходот е позитивен. Навикнати сме веројатно како Homo sapiens и тоа да ни се случува постојано, ама на крај морам да честитам секако барем во тие 2-3 часа кога бев токму или на 7 или на 8, не се сеќавам точно, кога се одвива и обавуваат тие надпревари, може да забележам не само естетски, туку и членовите на судиската комисија беа во оние рангинг листи кои што се доста специфични барем во тейбл тенисот. Исто и вам ќе ве честитам, Ангелина. Како помина генерално во тој дел, дали вие бевте во делот на преварите како член од судијата, од комисијата на судии? Да, ја освен во организација бев вклучена и во делот со судиите, односно бев заменик на главниот судија. Може да се пофалим исто така дека како главен судија дојде председателот на меѓународната судиска комисија Вернер Тури, кој е еден од најпочитуваните во свет и тој го водеше турнирот. Така. И многу ми е мило што успеав да соработувам со него. На овој турнир имавме 8 странски судии и дополнително имавме уште 10 од нашите македонски судии, за кои што ова беше едно огромно искуство. Тој прв пат вака да учествуваат на меѓународни турнири. Ја и Роберт и уште неколку колеги сме биле, меѓутоа не сите имаат можност. Секогаш сум се прашувал, за да речеме фудбалот, оние поатрактивни спортови, ајде ќе кажеме, кои што се малку поексплоатирани, меѓутоа не сум знал како се добива сертификат да бидете член на, да речеме, во таа судиска комисија, во пинг-понг федерацијата или генерално во светот. Така, значи прво треба да сте запознаени со спортот, значи со правилата на спортот, потоа ние како федерација организираме тест кој што може да се полага, нели прво обука, па после тест, за да добиеш лиценца национален судија. И тогаш може било каде да патувате и да... Тогаш можеш во Македонија да судиш и на меѓународни надпревари кои се одржуваат во Македонија. Потоа по 2 години искуство, најмалце 2 години искуство, може да се пријавиш да го полагаш тој тест што е за меѓународен судија. И после тоа, нели, кога се положи тоа, имате можност, нели, да се пријавувате и да идете на турнири низ цел свет. Чувствам дека си прагматична, ама да имаме амбиции да стигнеме до тоа, можеби до тој сертификат, меѓународно да можеме да судиме токму за овие надпревари? Па може. Еве, јас сум веќе 6 години меѓународна судика. Веќе го резимето 6 години, ала што Да. Моментално идам на обука за едно ниво погоре, да бидам на записничка маса. Значи, возможно е, ако си има желба. Што би значило тоа, записничка маса? Забелешки фаќате во техниките на игра или? Се лаички прашувам.
ги водиш судиите, ги организираш кој каде да суди, на која маса, главните одлуки ги носиш во однос на правилата, ако има некој проблем или нешто. И тоа се правиш дрепки, нели, малце повисоко ниво отколку судија на маса. Јасно. Ви споменав уште пред да се вклучиме нели на ова последно интервју за утринската дека се сеќам дека во некои спортски сали во средните училишта не носеа, имавме некои надпревари така, нели, помеѓу училишта и толку. Меѓутоа од тогаш наваму не можам да се сетам дека некогаш се случувале големи пинг-понг надпревари во Македонија како овој. Меѓутоа што вие, еве како да речеме искусни во ова поле на овој спорт, гледате забелешка и каде треба да се подобри можеби Македонија да го крене стандардот, иако повторно ќе кажеме со ова некако испишавме историја да бидеме нели домакини во одржување на еден ваков голем надпреварачки дух во пинг-понг. Видите, нема да кажам ништо ново. Патот за правење звезди е познат во светско ниво, значи само треба да се препише. Прва и основна фундамент е масовност. Значи мора да има маса млади луѓе, дечиња, момчиња, девојчиња во школска возраст, кои што треба да почнат, дури некои ги почнуваат и порано, во Јапонија мислам дека и веќе од 4-5 години. Да, секогаш била тесна врската помеѓу азијантите, да речеме, со пинг-понгот како спорт. Кај нив е дигнато на едно скроз друго рамниште, но потребна е масовност и потребни се многу добри тренери. Значи, тие две работи, ако ги има, тренерот е тука да ги избере и препознае оние. Сум слушнал, дури ако, да речеме, некој од вашите родители е добар, да речеме, како судија или тренер во одреден спорт, не би требало да биде тренер на собственото дете, бидејќи можеби поради, нели, непотизам и така натаму некои други работи или пристрасност, никогаш нема да можеме да има можеби такви перформанси како што некој странски, да речеме, тренер. Сосема го делам вашето мислење, значи многу е тешко како родител да го пратиш своето дете. Керка ми играше одбојка и знам ништо проаѓав тие години како родител. За мене и се слагам и дефинитивно го поддржувам тоа, родител да биде на страна, да гледа и да ужива во спортот во кој што игра неговото дете, но никако да се меша во тренажниот процес, во селекцијата, ургенции, моето дете и така. Значи никако тоа, а иначе од таа пак ќе се вратиме на оно што би требало, масовност, треба добри тренери и нормално финансиска поддршка, без која, само еден податок може да ви кажам од, па и кинеската и јапонската репрезентација, еден професионален јапонски играч чини околу 1 милион евра годишно. Значи зборам за супер звездите. Сега не сакам да бидеме ние. Да, значи тоа е, зборам за целата година посетување турнири, онаа цела екипа, не е само играчот, значи нутрициониста, психолог, стратег, тренер, кондицион. Значи не е само играчот единка, него има цела машинерија околу. Холистички пристап мора да имаат нели сите поединци кои што ќе се бават со спортот. Ви благодарам, толку ми е времето, ама ова нема да ни биде нели последен интервју, ние само што започнавме сезоната. Ќе ги поздравиме гледачите на Тилма. Ангелина, ви посакувам вистина да стигнете до поголемите меѓународни надпревари, таму да ве гледаме исто така, да бидете бележник или записничар како рековте во пинг-понгот. Може ли уште една за крај надпреварачки дух вака да за крај на утринска антелма? Секако како што не обижаваат играчите не зезаат, ако не те направиме играч, ќе бидеш добар судија, така? Добро е, барем за нешто алтернатива постои во животот. Ви благодариме уште еднаш, ви поздравуваме туку од спортски центар Борис Рајковски.